За Република Северна Македонија е многу важно да имаме функционални институции. Ние имаме состојба во која што не работи парламентот, немаме можност за носење на законски решенија, на измени, на сите оние одлуки кои што се во ингеренција на собранието. Исто така имаме недостаток од парламентарна контрола врз извршната власт. Ние воведовме вонредна состојба се со цел да се справиме со ситуацијата преку носење на уредби со законска сила и на тој начин ги носиме сите одлуки и во делот на справувањето со здравствената криза и во делот на економските мерки. Така да најдобро е сите политички субјекти да разберат дека носењето на уредбата за одлагањето на изборите го детерминира и датумот на изборите, односно завршувањето на вонредната состојба го детерминира датумот после 22 дена на изборите. Секако дека ние ова го гледаме низ призмата за тоа дали имаме потреба од продолжување на вонредната состојба и се додека трае вонредната состојба, таа уредба е на сила, после тоа, после 22 дена се одржуваат изборите. Јас знам дека добро е да имаме политички консензус во однос на изборните действија, односно денот на изборите, изборниот процес. Важно е тој да биде фер, да биде демократски, да биде инклузивен. За тоа разговараа политичките субјекти на неколку лидерски средби. Сметам дека најголем интерес за државата во овој момент е да ги стави сите институции во полн капацитет. Имајќи во предвид дека имаме навистина вонредна состојба и дека имаме состојба со која што ќе живееме и во наредниот период, ние мораме да искористиме прв можен момент за одржување на парламентарните избори. Така да тука мислам дека треба да се покаже една поголема одговорност од сите политички субјекти во делот на одржувањето на изборите, затоа што навистина избори парламентарни се потреби заради тоа што немаме начин како да продолжиме понатаму да функционираме како држава.